За нешто помалку од еден месец судот ќе ја соопшти пресудата за настаните во Кумановската дива населба во мај 2015 година. Скопскиот кривичен суд на 17 октомври ќе треба да одлучи која ќе биде висината на казната на 37 мината обвинети за тероризам и за терористичка организација. Денешното последно судско рочиште, обвинетите и нивните адвокати ги изнесуваа завршните зборови. Обвинителството побара доживотен затвор за сите обвинети, а додека пак адвокатите на обвинетите бараат ослободителни пресуди, бидејќи според нив има недостаток на докази. Настаните кои што се случија на 9 и 10 мај 2015 година за секогаш ќе останат врежани во сеќавањето на кумановци и на Македонија. Во Кумановската дива населба вооружена група се судри со безбедносните сили. Најголем број од обвинетите се косовски државјани, кои што и се предадоа на полицијата по целодневното пукање на 9 мај, додека пак македонските државјани беа уапсени дополнително. Во престрелката загинаа 8 полицајци од специјалните и од посебните единици на Министерството за внатрешни работи, додека 40 беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Овој судски процес започна на 9 февруари оваа година, а досега според информациите се одржани околу 60 рочишта. На секое закажано рочиште се ангажираат голем број на припадници на Министерството за внатрешни работи, односно на терен се единицата за брзо распоредување, редовната полиција, затворската и сообраќајната полиција, се ангажира и хеликоптерската единица, бидејќи на секое рочиште хеликоптер го надгледува главниот град. Пресудата која ќе биде донесена на 17 октомври значително ќе им олесни на граѓаните во поглед на сообраќајот, бидејќи на секое рочиште се соочуваа со голем сообраќаен метеж.